Меѓународната организација за мигранти одобри грант на општина Гевгелија за изградба на пристапниот пат до времената депонија кај Новокоњско. Со изградбата на пристапниот пат ќе се создадат услови за профункционирање на депонијата, информираше градоначалникот Сашо Поцков, кој повлече дека грантот е одобрен, но се уште не е потпишан договорот за реализација на овој проект. Станува збор за првата депонија изградена во земјава според европските стандарди. То се средствата, грантот што треба да го добиеме од меѓународната организација ИОМ за изградба на пат од патот Горничет Смрдлива вода до локацијата на новата депонија. Токму за тоа разговаравме и потоа, значи, ние имавме најаве дека до 15 јули, тоа е одобрено од донаторите, ќе биде потпишан договор. Денес не е 15 јули, малку се касни со тие активности, меѓутоа чекаме секој момент. Кога тоа ќе биде завршено, ќе имаме две паралелни постапки. Новата депонија која е современа, се уште не е ставена во функција. Допрва таму општината треба да носи вода и струја. Поцков подлече дека средствата биле обезбедени во буџетот на општина Гевгелија. Едната постапка ќе биде донаторот ќе донира средства и ќе се гради пристапниот пат од, како што реков, од Горничет до новата депонија, а во исто време ние како општина ќе работиме на носење на вода и струја до новата депонија. Тие предуслови значат во ист момент па почеток на затварање на старата депонија и таму сега имавме со консултантите баш на таа тема разговор, таму ќе има парк, дрва, клупи, ќе има скроз нов лик, тоа што е сега моментално депонија во општина Гевгелија. Времената депонија кај Коњско беше изградена со јапонски грант од 1,5 милиони американски долари, што го обезбеди UNDP. Заедно со овој проект беше реализиран и проектот изградба на пречистителна станица во Гевгелија.